се случува со мозокот кога ќе добиеме удар во главата? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Кирил Лозанча, неврохирург во Аџибадем Систина. Професоре, добар ден, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден, благодарам на поканата. Баш ми беше интересно, дека повторно време како Телма. Професоре, каков удар треба да биде, колку силен удар треба да добиеме во главата за да дојде до некаква повреда на мозокот, со оглед на тоа што тој е заштитен во еден коскен оклоп во черепот? Добро, тоа не може да се каже се точно, мислам, во децибели, односно во ударе, во тежина, меѓутоа, било кој удар кој што може да предизвика движење натрешно на мозокот, може да направи, да речеме, потрес, викате. Меѓутоа, може да направи други повреди на мозокот. Што е најбитно да се каже баш оваа ситуација? Значи, мозокот е обвикан во една черепна кутија, тоа е некоја тврда обвивка, низ која што мозокот не може на никој начин да искачи на некој начин надвор. Ако внатре настане нека повреда мозокот, таа повреда само што повеќе ќе зголеми тој волумен на мозокот и ќе го зголеми притисокот во главата, што е многу битно. Може и најбитно притисокот во главата, од кој што може да настанат различни промени из мозокот, може да се почне да се движи, ги незини отвори што ги викаме форамина, и не става може да излезе да искочи и до мозокот, да направи големи оштетувања, дури да доведе до смртен исход. Значи, главниот проблем во овие сите овие, ќе го збориме веројатно понатаму за друг тип на повреди, сето тоа заедно е зголемување на притисокот во мозокот. Черепот. Да. Така во мозокот. Една од најчестите повреди е всушност потресот на мозок. Точно. Што може да се случи при пад, при удар, при некаква несреќа и слично. Повеќе имам причини, да, не може. Ја нарекуваат тивка повреда. Зошто? И доаѓа ли до некаква промена во функцијата на мозокот? Веројатно не нарекуваат тивка, не знам зошто, ама претпоставувам дека нарекуваат што не може да се види некоја промена, да речеме вака голема, може што ситно да се промени, дури пациентот и може да не ви го каже тоа. И ви ако не го прашувате циљано, ја нема да откриете дека тој сепак доживел некаква повреда на мозокот. И второ, сите досегашни испитувања што ги стојат нас на располагање, вие обично правиме на повреди, за снимање после повреда, кај потрес на мозокот вие нема да видите баш ништо. Не се гледа, значи? Ништо не се гледа. Ниту на компјутерска томографија, ниту на магнетна резонанца? Не. На магнетна резонанца некојаш може да се види дури после неколку дена, евентуално некои мали промени, многу мали промени во белата субстанца на мозокот, ама тоа се многу мали. Тие се фактички занемарливи. Ви ги рачунаа дека нема повреди на мозокот. Тоа е големата разлика. Затоа зборат некој може да неми повреди, зашто ништо не се гледа, а пациентот има некои проблеми кои што некогаш може да трајат со месеци. А колку време по повредата се јавуваат всушност овие повреди? Веднаш? Овие симптоми веднаш? Или може да се јават и одложено неколку часа, па и неколку дена по повредата на главата? Значи, вака, главен симптом кај сите овие повреди од потрес, збориме за потрес, нели главен симптом е загуба на свест. Загуба на свест може да биде од неколку секунди, па може да биде неколку минути, дури неколку часа. Секогаш мора да се загуби свеста? Најнека до 4 часа би можело да рачунаме дека ќе се поправи тој пациент и дека има потрес. Ако трае повеќе од 4 часа, сигурно рачунаме дека може да се деси да има и други повреди во мозокот, потешки повреди, внатрешни, видливи, од кои што може да има и поголеми последици, и тоа што рачунаме дека треба да се прави некои други испитувања. Дали пациентот ќе чувствува главоболка, гадење, повраќање? Само да кажам дека кај потрес на мозокот се рачуна дека има така наречена функционална повреда на мозокот. Мозокот има огромен број на, не знам дали знаете, влакна аксони се викаат тие, кои што клетките на мозокот комуницираат меѓу себе. Тоа се вidi на електрични импулси. Кај потрес на мозокот може да се деси, значи да не ги гледаме тие повреди на мозокот, само да има повременување во справедливоста на тие импулси. И главен симптом кај овие пациенти фактички загуба на меморијата. Значи едноставно човек викаме има амнезија, заборавност. Он и не се сеќа за настанот, и не се сеќа за преднастанот, некојаш може и после настанот да не се сеќа известно време. Ова е главниот симптом кој што го дефинира потрес на мозокот. Секако има други проблеми, како што рековте вие. Главен исто така проблем е главоболка, тоа е многу битно, и повраќање. Повраќање се главен симптом. Може имате други некои симптоми, например трнање на двете раце, да речеме трнање на нозете. Може да е многу тежок симптом кој што се вика епилепсија. Да направи епилептичен напад после потрес на мозокот. Еве нема ништо, ама направил епилептичен напад. Тоа е многу тешка последица. И може да има поврзани повреди со вратниот
рбет, односно вратната мускулатура и вратниот вред заедно со вратот, во смисол на болки во вратот или пак дури закачување на вратот. Тоа исто така може бидат пропратни симптоми на потрес на мозокот. Може ли да се јават некакви емоционални последици, да речеме раздразливост, да се јави ке Апсолутно може, пациентот? да, и во тој момент, во првиот момент може да го немам, после неколку часа може да се појават. И дури може да траат со месеци, после тоа и не ги викаме како посткомоционален синдром. Главниот проблем во тој е, значи, може да агитиран да биде пациентот, може да биде поспан пациентот, може да биде немирен, може да биде, да речем, дури некој вика дека кај некој пациент може да се, дури до самоубиство да стигне. Значи, туку може да биде тој тежок емоционален синдром што го зборите вие. Како изгледа потресот на мозокот кај бебињата и малите деца? Се манифестирали кај нив на поинаков начин? Па, да ви кажеме на работа со мозокот, кај бебињата многу е битно дали има или нема фонтанела отворен. Тоа се ка отвор на срасување коските на мозокот, тоа се фонтанела. Ако тој отвор не е сраснат, мислам дека мозокот може да го истрпи поголем потрес на мозокот. Тој не може да направи повреда на тој случај, но и потрес. Зашто второ децата имаат многу вода во главата, поише него возрастните. Таа вода возможува да помалку тој мозок биде осетлив на овие повреди. Родителите многу си сплашени доколку се случи нивното бебе кое што почнало да ползи, одеднаш падна од креветот. Да, имаме ние многу така, на педиатри ги носат често и нас не викаат нормално. Ние ги гледаме тие болни и што е проблемот? Проблемот е дека детето после тоа нема да има никакви испади, да ги викаме испади, значи од земјна рака, нога, не знам тоа. Детето едноставно после да си плача нормално, дури не ни повреќа, може да повреќа, може да не повреќа. Обично повраќањето околу 24 часа. И што е проблемот ни, што препорачуваме од стар да ви кажам сега, значи тие родители едноставно тоа дете кога го земат ќе им кажеме како го обсервираат, го посматра дома, значи не е потребно ништо да се направи. Треба да се посматра дали имате промена во свеста, значи дали детето е поспано, дали потешко може ќе престане да диша или потешко ќе диша. И во тој момент они треба да го носат хитно кај нас да се направи снимање. У принцип не треба да се вади снимање кај потрес на мозокот. За среќа кај децата има неотворена фонтанела. Така. Ниста фонтанела ме може да направи многу едноставно снимач што се вика ултразвучно или ехо сонографија. И да видиме дали се дешава, дали нешто се настанува мозокот, нешто потешко не потресот. Значи тоа го премени фонтанела. Како се третира оваа состојба? Еве доколку се јави кај дете или пак кај возрасен потрес на мозок, неопходен ли е престој во затемната просторија? Да биде тивко, да не се гледа во екран? Што се препорачува? Да не се збори по телефон многу, да не се гледа телевизија многу исто така. Значи тоа се треба мозокот да мирува неколку дена. А што со храната, со днесна храна? Днесна храна? Днесна храна мора да лесен, зашто може да направи, рековме преска, симптоми на повраќање, на гадење, може пациентот да има губење на апетит, може да изгуби дури мирис, при некои пациенти губат мирис. Може да имат проблем со гледањето, со гледањето биде како гледањето ограничено, како да речеме скратено, ограничено, може биде заматено гледањето. Сите проблеми ги има тие во посткомоционалниот синдром. И колку време треба да се внимава на да се мирува, да се нема физичка активност, да се престојува во тивко? Пациентот добар веќе. 2 дена не треба повеќе да биде ограничено овакво нешто. Меѓутоа, кај тие пациенти што ќе продолжат симптомите, или може да се продолжува рекол приеска. Така подолго време. Недели, месеци така тоа, обавезно ќе се ограничува уште повеќе. Се додека не се смее. Некои од овие пациенти може да завршат дури во психијатриска контрола. И психијатриски лекови, ако ни продолжат да бидат агитирани, дезориентирани, не може да работат и така тоа. Значи психијатриски проблеми може да понекогаш може да го пратиме на психијатар да направат тестирање, да видат, особено тестирање на меморијата, и да видат зашто се работи и да им дадат соодветна терапија. Може некојаш и психотерапија. Која е опасноста ако потресот на мозокот се повтори? Втор пат, трет пат, што е типично за спортистите, за оние кои што се занимаваат со некои спортски активности, особено со топка на терен. Повеќе, од 3, може и 5, не знам точно, нема некоја бројка, не може никој да каже која е бројка, ако мозокот не е оштетен доволно. Меѓутоа тоа се гледа повеќе по симптомите. Ако тој пациент има симптоми кои што траат после тој третиот пат, па се појаки, не се смируваат понатаму, извесно време траат повеќе. Нормално ќе се направат снимки, ова што рековме преска,
да видиме да има некој друг органска подлога за ова, разбирате, да не би некој тип на друг типен повреда, например, нагмесчување, не знам, стварање на некој хематоми, да можеме кај повозрасни особи да збориме за нив. Кај спортисти така има многу често потреси на мозок, особено кај овие што се бейсбол плеери, што ги викам Америка или америчкиот фудбал. И треба да се пази во тој случај да се направат снимања, да се види што може да се направи понатаму. Дури некои од овие пациенти, покасно, например, боксери, покасно возраст, извесен брже 10-20 години, може да почнуваат да прават некои дегенеративни промени на мозокот. Например, Паркинсон, деменција, прерана да се развива нив деменција, може да се заштита. Тоа е тој синдром. Тоа е тој синдром на второ потрес на мозок. Да. Не, тоа се на пост. Тоа е на пост. Тоа е на пост потресен синдром се вика тој. И посткомоционален синдром. Тој може да трае со месеци, со години, бајки со години може да трае и да доведе на крај до ова како деменција или Паркинсонова болест може да направи исто така. Да ме докажем тоа. Професоре, има ли вистина дека потресот на мозок потешко се дијагностицира кај возрастни лица, дека постојат предизвици во дијагностиката? Ето што се потресот си има своји одредени симптоми, преска ги напомнав. Тие мора да ги има за да биде потрес. Обавезно мора да има амнезија, може да нема ни загуба или не е приметил пациент да загубат или тој околу него, ама мора да има загуба, значи мора да има амнезија и мора да има овие вегетативни симптоми што ги кажавме. Значи, уште еднаш повторам, нестабилност, вртоглавица, пореметен вид, трнење по рацете, може и болки во вратот да има. Значи, возраста на пациентот не представува проблем за поставување дијагноза? Не поставува. Битно е значи да ги има овие симптоми. Само ако ги има тие симптоми, веќе се поставува. Споминавте дека имате целни прашања кои што ги поставувате за да дојдете всушност до сите оние знаци, симптоми кои што се важни при дијагностиката. Да. Ние имаме например формулар еден што го попењато сега формула за пореметување на свеста. Газовкома скор се вика тоа. Значи, тоа се скорови што се попоњавате до оваа бројка вредност. Дури има некои други таблици, има например што се веза спорт, спортски повреди, има специјални таблици составени на спакт или скет, број 5 се вика сега, со 5 таблици, 5 формулари се попоњаваат за секој пациент и во однос на тие 5 се добива на крај скор. И тоа што се гледа колку е пациентот, дали има полесна или потешка повреда од типот на комоција церебри. Дури сега денеска во светот се појавуваат некои се појават маркери, биомаркери постојат во мозокот, кои што се земаат низ крв и можат едноставно се одреди дали во мозокот настанала потрес на мозокот, дали има потешок потрес на мозокот. И тоа е многу, мислам, така битно интересно, особено ќе биде веројатно кај деца претпоставувам, зашто многу брзо имаме многу брзо ќе знаеме дали имал или немал. Точно дали имал или немал. Точно да се дијагностицира. Повреда на мозокот, вака клинички ќе видиме нормално. Меѓутоа, повеќе, например, родители доаѓаат, ајде наприте се на компјутер, не знам резонанца, ама што нема потреба. Нема потреба. Да, дефинитивно. Ке ги вклучиме и гледачите. Почитувани од овој момент емисијата е контактна. Слободно можете да се јавите на бројот на телевизија Тилма и да поставите прашање на темата на која што говориме. Професоре, што е со новите технологии? Дали тие пак можат на некаков начин исто така да помогнат при дијагностицирањето, бидејќи сега се зборува за некои паметни шлемови кои што можат исто така да се вклучат во дијагностиката и во утврдувањето на проблемот? Не, ако земе тоа дека се ова, значи преска ни почетокот кажа дека се импулси во мозокот, низ аксониот импулси електрични тоа така, значи, например кај нас ние правиме и после може да се прави ЕЕГ например кај некои вакви пациенти. Ке покаже нешто ЕЕГ-то? Електроенцефалографија се прави. Тоа се гледа дали има некој пореметување во едноставно тие електрични импулси. Тоа може да се открие на ЕЕГ и кај нас ЕЕГ се прави. А ова за шлемови тоа некој принцип, веројатно принципот е повторно на истиот принцип на ЕЕГ. Така. Некои електрични импулси откривање така тоа покажува тоа. Меѓутоа веќе ако збориме за понатамошно светување за посткомоционален синдром, најдобре да се направи магнетна резонанца. Дури тоа може да направи функционална магнетна резонанца, има такви софтвери сега, кои што може да покажат и многу мали лези во мозокот, кои што вака не може да ги видите вие на други испитувања. А иначе за повреда, свежа повреда, пациент со многу потежок комоција или рекоме прескакме повраќање, па загуба на свест повеќе од 4 сати, треба апсолутно да се направи компјутеризирана томографија. Значи тоа е еден златен стандард низ цел свет, значи за повреда на мозокот главен златен стандард е
компјутерна томографија. Не е магнетна резонанца. Резонанца се прави само, овој случај мислиме дека се функционални оштетувања на мозокот, на тие аксони, и тоа што се прави магнетна резонанца. Иначе, златен стандард е компјутерна томографија. Сега има и посериозни повреди на мозокот. Точно. Од потресот на мозок. Тука е контузија, ако не се лажам, се нарекува. Што е тоа и како се разликува од потресот на мозок? Значи, контузија е многу просто преведено, значи на мудрица. Мудрица. Мудрица мозочното ткиво. Зашто сега мудрица? Зашто во тоа оштетено мозочно ткиво, оштетено е битно, дека мозокот веќе почна да се оштетува, се појавуваат и крвни изливи. Помалку или поголемо, затоа што при тоа раскинување на мозочното ткиво настанува раскинување на крвните задеви. И тука се собира, значи, таа крв, и тоа оштетено мозочно ткиво, и тоа се вика мудрици или контузии. Што е битно во тоа? Битно е дека во тие контузии мозочното ткиво веќе у старт е оштетена. И тоа се вика примарна мозочна повреда, значи старт оштетена. Одно да кажам, значи трајно е тоа оштетување? Одно? Трајно е тоа оштетување или минливо? Тоа е минливо оштетување кој што ако не се третира соодветно и ако има големо оштетување на тоа мозочно ткиво, и ако е длабоко во некој битен центар, кој што без кој што човекот не може ни да живее, на пример, да речеме мудрица во продолжена мождина, така во понц викаме, во медулоблогата. Тама ако имате контузија, тоа е била многу тешка повреда. Тоа е поврзано со Само мишењето? за битни центри за живот, тама ако тие центри повредени, односно тие нейрономи, тоа се значи нервните клетки оштетени, се уште во мозокот нема регенерација. Да бидеме реални. Значи, мозочните клетки, ако се уништат на некој начин, во случајот со примарниот импакт, да речеме, тие нема да се поправат сигурно. Меѓутоа, може да се деси сега тоа, гледам во поновите изследувања од страна другите некои клетки во околината, може би ќе прифатат оваква функција. Повелете. Не само да кажам една многу битна концепција за повредата. Значи, повредата рекоме преска, односно сега, примарен импакт, значи повреда на одредена мозок, така. Меѓутоа, пред тоа придвижување мозокот може да настане така наречена секундарна повреда на мозокот околу тој примарен импакт. Значи, ако таа секунда се должи најчесто на пореметена циркулација, пореметено снабдување со кислород и со гликоза. Значи, во таа циркулација имате пореметена циркулација, вие не ја поправите со лекови, со операции, со било што, нема да се поправи ни примарната повреда. Да се поправи примарната, мора да на некој начин да овозможиме таа секундарна повреда, на која што ние може да влијаеме, значи, сите како доктори, уопште како здравство, да ја поправиме таа секундарна повреда, да може оваа повреда да биде или мала и да се едноставно поправи. Така. Имаме професоре гледачи. Може да. Ќе ги вклучиме во програма, па ќе продолжиме понатаму со предвидениот концепт за денеска. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Првиот гледач се исклучил, дали го имаме вториот? Добив знак дека има двајца. Добар ден. Уште една можност за гледачот. Добар ден. Еве, добив знак да почекам, дека се обидува гледачот да се вклучи, се надевам дека успешно тој ќе го направи. Добар ден, повелете, во програма сте. Добар ден, поздрав до вас и до гостинот. Благодарам. Пред неколку години имав здравствени проблеми, правев PET scan, и се би сакала наодот да го прочитам на докторот што го добив. Така, но доколку е долг, на вистина ќе одземете многу време. Не, кратко една реченица. Може, професоре? Ајде, во ред. На достапните скенови лесно нехомогена дистрибуција на радиофармацевтикот во прикажаниот дел од мозокот. Поради физиолошка висока ФДГ, акумулација во мозокот, во колку е потребно, советувам следење на мозочни лезии со магнетна резонанца на мозок. Нема приказ на патолошки хиперметаболни цервикални лимфни јазли. И сега понатаму ме интересира што треба да направам. Така. Имате некакви симптоми конкретно? Да, некакви симптоми. Зошто го правевте ова снимање? Имам други здравствени проблеми, па по препорака на докторката. Значи, други здравствени проблеми, невролошки немавте, ништо конкретно и добивте еден ваков резултат кој што ве загрижи. Пред 15 години ЕЕГ-то не беше во ред. Пред 15 години имавте нарушено ЕЕГ. Добро.
Добро, врз основа на ова, професоре, можете нешто да дадете како насока? Па не знам, со петскен, у принцип петскен не го прави, односно се прави најчесто ако мислат оние дека се имат пациентот да рече метастази. И второ петскен, односно спект, не е тоа петскен, се прави ако имат мислите има некој пореметување во снабдување со кислород на одредени делови на мозокот. Значи после инфаркт на мозокот може да се направи тој спект-скен, евентуално после некој крварење. За некои други има, особено за тумори на мозокот, петскенот нема нека голема вредност. И веројатно дека посомневале ова на тоа и претпоставува дека треба да се направи магнетна резонанца. Значи number one снимање за мозокот, кога мислиме некој туморни процеси, тоа е исклучиво магнетна резонанца. Претпоставувам за тоа и рекли на пациентката да прави магнетна резонанца. Така, значи следен чекор е други магнетната две работи резонанца. може да бидат, значи тоа што ако она беше нешто дифузно колку што е слушнав, тоа може да биде ова што ви кажувам едно пореметување во исхраната на некој одреден дел на мозокот. Зашто петскенот многу реагира на пореметување во исхраната. Значи магнетната резонанца треба да ги даде Да се одговорите. направи резонанца ако мислат некој туморозен процес. Така, ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната емисија. Добар ден. Повелете, во програма сте. Дали е тоа доктор Лозанче? Да. Ало, добар ден. Дали е Повелете. тоа доктор Лозанче? Да, професорот е денешен гостин во емисијата. Да го поздравам од него со жив 15 години. Така. Со перита. Тој е професор доктор Лозанче, така? Така, професор Лозанче е денеска гостин во студиото, значи се јавивте да го поздравите во така. програма и да му се заблагодарите. Со жив Така. 15 години од него. Баш. Така, баш убаво. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, Да, многу фала исто. Да Баш ме вклучиме. мило што добар пациент. Да, нема побава вест од тоа. Сигурно. Да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ало. Добар ден. Повелете. Што се слушаме? Се слушаме одлично. Вака. Што многу ми е криво што кажуваат што там боксерска вештина. Што сега е популарно и кикбоксот. Што докторот боле знае. Што многу млади ги одвратувам од тоа, од боксот, од кикбоксот. Што секој удар Така, носи ризик. Да, што секој удар е штетен, Така, по мене. така. Така, претпоставам дека сакате мислење од професорот поврзано со овој спорт. Ја ви благодарам за вклучувањето во програма. Бокс, кикбокс. Добро. Нели таму има удари со Има, ноги, да, со сигурно, глава, со раце, со нозе со во нозе глава. има, да, точно. Ризичен ли е секој удар? Сигурно е ризичен. Не знам, не мислам дека не носат они шлем, како што сега не носат кикбоксот. Пошто ако не носат шлем, сигурно е ризичен ударот, нормално. И веројатно дека тие пациенти сигурно може да развијат потрес на мозокот, дожите потешки повреди. Значи може да направи дури крварење во мозокот, ништо не е чудно на такви јаки удари, особено со нога. Ама може би носат шлемови, не се сеќам точно во... Не сум ни ја сигурна Не како сум ни ја сигурна изгледа, со како шлем. изгледа. Во секој случај опасен спорт е дефинитивно. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Хало, Во програма сте, повелете. добар ден. Добар ден. Поздрав до докторот. Благодарам. Доктор Лозанче го знам од 92 година. Стручњак, целосно се завзема за пациентот. Значи, така што рече предходниот пациент, јас сум жива благодарение на него. А имам 72 години. Така. Сега, не за мене, јас сакам да го поздравам многу и да му се заблагодарам. Сега се јавувам во врска со мојот сопруг. Така. Кога докторот ординира, во кои денови и каде работи, сакам да појдам со мојот сопруг на преглед кај него. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорот работи во Аџибадем Систин. Имате Да. одредени денови кога сте Имам, да. таму? Кои денови? Понеделник попладне и петок савајна, предпладне. Така. Така. Амбулантен, нормално. Ние продолжуваме онаму каде што запревме. Ја појаснивте контузијата, но понекогаш може да се јават и хематоми Апсолутно. во мозокот. Што е тоа точно хематом? Дали тоа внатрешно крварење? Всушност кој што се јавува во мозокот по удар?
Значи, откривање, тоа откривање, прија зборевме нели черепна кутија, па имаме обвивка околу мозокот. Спрема тие кај се локализирани тие крварења, може би значи над обвивката на мозокот, али под коска во секој случај. Сите тоа е под коска, се интракранијална идем. Може над обвивката, под обвивката и внатре во самото мозочно ткиво. Нешто слично како таа мудрица преска што кажеме, само што поголема, мислам поголема како волум поголема. Што е најбитно, што збориме и преска, во мозокот има, рековме преска еден стален притисок во мозокот. Мозокот е ограничен со черев. Во таа черевна кутија, кога добивате вие нова количина на волумен, да речеме случај крв, значи крварењето во мозокот, пошто почна да расте, почна да притиска во мозокот. Притискајќи вниз мозокот, тоа прави преска во повтори, таму го кажав тоа, не? Притисок. Прави притисок во мозокот, го заголеми, мозокот почна да се придвижува. Придвижувајќи се мозокот на крај завршува со притисок во битни мозочни центри. Од тие отвори на мозокот има два отвора големи, тука кај малиот мозок позади. И ако наставиме во тоа место исхемични промени на тие ткива, едноставно мозокот завршува лошо. Или пациентот завршува лошо. Значи, тоа е поинтата, кај овакви крварења, кои што брзо растат, се зголемуваат, значи го зголемуваат тој притисок во мозокот, прават вакви инкарцерации и тие, ги викаме ние, компресивни крварења, значи мора да се направи декомпресија. Самото име кажува тоа. Значи мора на некој начин тие крварења да се извадат како хируршки. Значи тука мора да се направи хитна операција, хитна операција. Секогаш хирургија не може понекогаш хематомот да се следи без хирургија, па со лекови да се повлече? Не, ако е хематомот и пациентот речеме во кома и има некои други испади, да не збор понатаму зеници, раце, нозе одземени тоа све. Во тој случај нема што да се чека, тој треба да се одгрекира хитно. Ако нешто постои хитно во неврохирургијата, па боваме и во сите хируршки гранки, мислам дека хематоми се најхитни. После крварења се најхитни по степен на хитност да ги наречеме. Едно време зборевме тоа во војни хирурги, како степен на хитност, тоа се меѓу први ред на хитност. Те морат хитно да се извадат. Зашто ако не се извадат, кажам повторно, мозокот страда, се придвижува и завршува пациентот многу брзо може да ви заврши со смртен исход. Тоа брзо завршување може за неколку часа одма да се деси. И помалку од час. А дали може пациентот да има ваков хематом, а при тоа да не забележува некои значителни симптоми, да изгледа дека е се во ред? Па пациент може да има и да речеме потрес. Него гледате, он има потрес. Така и он не сме го примерили или не сме го обсервирале. И пациентот на сад може да ви влоши. Со таа брзина. И во тој случај или пак не сме го ни виделе, едноставно никој не го видел. Симптомите се слични како потрес на мозок? Он се живе нормално, продолжува понатаму, може има главоболка. И одеднаш он влошува, запаѓа во кома. Си имали такви случаи, ништо не е чудно. Затоа ви кажува преска, потежок потрес на мозокот обавезно треба да се обсервира од медицинско лице, дури ако по потреба да се смести у болница, барем тие 2 дена, зашто хематоми 2 до 3 дена најчесто настануваат. 48 до 82 часа, тука се тие. За тие 3 дена на настани, се многу поретко прави хематоми. Говориме за акутни, свежи сегашни. И обсервајќи го пациентот, ќе биде под наша контрола, може, ако влоши, да се направи снимање и одно да се оперира. Тоа е битно. Имаме уште двајца гледачи, ќе им дадеме предност. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Прво поздрав до вас во студиото. Благодарам. А посебен поздрав до професорот Лозович. Така. Голем благодарност до професорот што ме да спаси си. Така, гледачката е прилично емотивна, разбирливо. Ви благодарам што се јавивте и што се заблагодаривте и навистина ми е драго што сте добра со здравјето. Да немате некој прашање? Се работи за мојот син пред 15 години. А, за вашиот син, така, јасно. Тогаш уште појасно зошто со волку емоции говорите. Така, сега се надевам дека се е во ред и е добар, само дали имате некој прашање поврзано со неговата состојба, можеби. Само да се заблагодарите. Само да се заблагодарите. Така, ви благодарам. Поздрав и убав ден. Ви посакуваме и вам убав ден. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до студиото, поздрав до докторот. Благодарам. Едно прашање. Значи, тешко можам да дојдам до диагноза. Докторот кажа за тие бели дамки, точки на мозокот, значи на магнетна резонанца се појавени доста во голем број.
исследувана за мултипла склероза, исклучена мултипла склероза. Значи 3 години до диагноза никако не можам да дојдам. Така, предпоставам дека сега барате совет каде да се обратите или можеби какви дополнителни испитувања би биле неопходни? Да, доколку може да ми помогне. Наводно од невролозите кажани се како васкуларопатии, тоа значи дека нема снабдување на крв во мозокот. Многу му била благодарна да ми каже како шо натаму. Симптомите ми се вртоглавици, нерамнотежа, значи секојдневно. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што можете да советувате понатаму во однос на диагностиката за да се дојде до точна диагноза? Не можам да кажам овака стварно, без да ја погледам сликите, малку е глупо, ама во принцип мислам дека се работи веројатно за некои схемични промени. Предска збориме поремедуваме циркулацијата на мозокот, а мозокот е, рековме, најосетлив орган од сите органи наоследен на недостаток на кислород. Хранливи продукти и предпоставам дека овие бели, што ги кажува господјата, бели точки на мозокот, предпоставам дека се некои проблеми со васкуларизација на мозочното ткиво. Може да направи евентуално мозочна, односно резонанца, ангиографија, да се видат поголемите крвни садови, не помалите, поголемите, да се видат, да се покаже дали има некој проблем во мозокот или не. Ама со исхемијата. Во тој случај може би ги треба некој лекој да прима за исхемија, значи да слабата искрана во мозокот. Тоа треба да се направи евентуално. Така. Може некој доктор невролог обавезно да ја погледа и така. Значи диагнозата ја поставува неврологот. Во овој случај за овој болест невролог, да. Така, а вие сте неврохирург? Да, ние сме неврохирурзи. Така, неврохирург, неврохирургијата опфаќа интервенција веќе кога има некаков проблем. Обично... Не мора да значи тоа е, например, ние ги водиме и потрес на мозок, па и постконтузионите симптоми и така тоа. Меѓутоа, во принцип, за овакви случаи, кои што се мали точки, без компресија на мозокот, без некој оштетување на мозокот, ипак припаѓа повеќе на невролог, мислам. Така. Професоре, што се случува со мозокот кога при сообраќајна несреќа или пак некој силен пат ќе дојде до нагло негово растресување во черепот? Затресување кој ќе се протреса одеднаш. Добре, тоа се дешава. Мислам, тој е главниот механизам на наставување на повреди, особено при сообраќајните повреди, сообраќајни несреќи. Whiplash injury викаме тоа, значи тоа е придвижување напред-назад низ черепот, мозокот се движи напред-назад најчесто, меѓутоа може десно и лево да се движи. И се што е интересно, ако решиме повредата овде, така десна страна, тука локално се прави, тој примерен и пак што ви го кажа преска, меѓутоа што се дешава? Пошто мозокот се движи навака, па се враќа назад од овде и преку карши, значи од другата страна, исто така прави повреда. Тоа се контраку повреда, значи. Значи имате повреда тука и контра од другата страна. Некогаш може имате, речеме, хематом, тука повреда од оваа страна, мудрица. И обратно, или напред-назад. Многу зависи каде дел од мозокот ќе удри во черепната кутија, од кој правец, како и тоа се дешава тие мудрици или крварење. Што е тоа дифузна аксонална повреда? Добро, ми ова не го кажам од почетокот, значи сите повреди во мозокот, сите повреди што дека многу сериозна повреда. Нема. Битно е дека сите повреди во мозокот делат на две големи групи. Дифузни повреди на целиот мозок. Добро. И фокални или локални повреди. Локални повреди рековме преска, тоа се овие мудрици што ги рековме преска. Хематомите може да спаѓа, ама тука збориме за хематоми, за мудрици. Дифузна повреда, тоа сега ја викаме ние дифузна аксонална повреда, тоа е потешков тип на потрес. Потресот исто така дифузна повреда. Во потресот скоро целиот мозок страда, односно битните центри внатре во мозокот, ама тој пак цел мозок страда. Кај дифузна аксонална повреда, исто така цел мозок страда, меѓутоа ако направите вие и пациентот е многу потежок, значи може да западне во кома, тој не спаѓа во лесна повреда, него спаѓа во тешка повреда. Запаѓа кома зашто зафати некои битни средишни структури. И тоа може да се и на магнетна резонанца, например, корпус калозум, тоа е спојница меѓу двете мозочни хемисфери. Тука може да има повреда и убаво се гледа таа аксонална повреда. Значи пак се тоа повреди на аксоните, рекоме преси на влакната. Не се повредите во клетките, но не влакна од нервните клетки што излекуваат. Аксоните што ги поврзуваат тие нервни клетки по хемисфери. И тоа се големи повреди.
ако се поголеми повреди, поголеми оштетени аксони, нормално ќе имате потешка повреда на мозокот со поголем симптом. Може у кома да ви биде пациентот. И најчесто се тие во кома. И ништо, тоа се прави нече магазин резонанца, но се водат понатаму во интензивна нега. Тоа е проблем во тие дифузивни повреди. Има шанси пациентот со ваква повреда да се опорави? Има надеж? Шанси секако. Да. Само ви кажат преска. Дали е тоа трајно оштетување на мозокот? Не, нема тоа правило. Нема правило? Не. Например, ако одредени аксони се оштетени, многу голем број да речеме, аксони се оштетени, може да направи повреди најчесто одземена рака, нога или не знам говор може да биде одземен. Некои други проблеми да има гледање, со гледање, со не знам, слушање и така. Така, но со рехабилитација, доколку пациентот излезе од кома и со хирургија или пак лекови се тука покажува? Не, ова никако хирургија. Дифузите во аксони повреди не се при операција. Кај овие што се разликува преска фокални повреди, значи модрици, кармарења тие, кај не се прави хирургија апсолутно. Прв избор. Тука главен избор хирургија. А што е со отокот на мозокот? Зошто се случува понекогаш мозокот да отече? Што кога мозокот е отечен и создава голем притисок? Значи мозокот вака, не само кај било кој тип на повреда, зборам се, не само травматска. Ова е травматска повреда. Меѓутоа, и друг вик на повреда во смисол на мозочен удар, па дури и тумор, навлегување тумор, уништување мозочно ткиво, прави уништување на некој ткива. Добра. Меѓутоа, околу тоа ткиво што се уништува, мозокот реагира со стварање на вода, значи оток се вика таа, во водата може би во самите клетки, околу клетките, у белата маса, може дури водата да настане да нареди пореметување во крвните садови, па да настане истечување на течност во тој екстрацелуларен простор, го викаме ние, помеѓу клетките, нели? Затоа може да биде отокот да биде во самите клетки, тоа се интрацелуларно, поредкама и таму среда, па може да биде екстрацелуларно, што е почесто. Може да биде комбинација, некој кој е вазоген, значи едем. Што е битно, значи едемот, просто, едемот ја зголемува таа маса на компресија во мозокот. Например, еве имате една контузија ОК, да речеме, околу неа едемот кој ќе се појави уште повеќе се зголемува таа маса. И автоматски се зголемува таа компресија на мозокот. Колку поголема компресија, толку голема шанса да напред да се инкарцерира тоа, збореме преесказ. Спуштање на мозокот према малиот мозок, према продолжена мождина и да заврши со И како се решава тој проблем? Едемот се решава со лекови за по почеток, нели? Имаме лекови, два битни лека се тоа. Магнитол, тоа е лекови што прават излекување на течноста од мозокот во крвните садови, преку бурези се зачува таа течност. Вака просто кажано. Ако едемот е тако, нешто тоа се прави тоа. Лекови се даваат. Може понекогаш едемот, ако прави огромна компресија, мозокот значи прави голема компресија, нешто да се прави, тогаш може да се направи да се изведе дел од коската на черепот, да се изведе на хируршки, да се направи простор да мозокот почне да може да раста. Така растејќи како намали притисокот надоле према долу, да не направи инкарцерација и може да го спасиме на тој пациент. Кога станува збор за неврохирургијата и операцијата на глава, тоа е нешто од што секој човек се плаши. Колку се сериозни овие зафати? Зашто се плаши секој човек? Воопшто од хирургијата се плаши на отварање на глава. Знаете, меѓу народот керичат му е отворија главата. Тоа е сериозен зафат. Да, добро. Кои се последиците? Какви последици може да има? Најбитно е тоа што мозочното ткиво, че да го кажа, мозочното ткиво не може да се регенерира, не може да се поправи. Ако тоа се уништи на било кој начин, еве рекоме преска. Не со повреда може, еве од тумор, од крварење, од гнуење, абсцес може исто така. Се што ќе уништи мозочното ткиво, тоа тешко се регенерира. Може би никош нема се регенерира. Може би рековме преска од страна ќе дојде некој друг, ама тоа тешко се регенерира. Затоа претпоставам луѓе да се плашат. Кој ќе се каже мозок, мислат он ќе отворат мозок, па ќе оштетат нешто мозок, мозочно ткиво и така таа. Претпоставам и тоа луѓе да се плашат од неврохирургија. И второ, тоа е факт дека мозокот, односно неврохирургија, ако земете гледате, се многу бремените со смртни случаи. Ради ова што реков преска, значи проти битни мозочни центри. Центар за дишење кој што е сантим на сантим голем. А тој се на тој е толку мал, мислам, се наоѓа продолжена можда, нели? Секоја инкарцерација, реков, се слушање на мозокот, може да го уништи преку исхемија тој или директна компресија на тој центар. И завршува со смртен исход. Значи може заради тоа се плашат пациентите, има повеќе смртни исходи. Ради ова
целата таа градба на мозокот, физиологија на мозокот и тоа све. Дали може да се прават повторувачки операции доколку има потреба? На исто место или? Па на исто место, доколку направите операција, потоа повторно има проблем, дали може втор пат, трет пат? Па сме правиле, често правиме тоа. Значи, за кои малигни тумори на мозокот, може да требаат неколку операции. Тоа може. Значи, тоа не е проблем. И секогаш е вклучена потоа во оправувањето рехабилитацијата. Каков ефект дава роботската рехабилитација, зашто сега се зборува во последниве години? Сега да кажам, рехабилитацијата, ако имате одземеност на рака и нога, окей. Мисля, нема што. Може и психичка, пак психијатар некој се вклучи ако има некои психички проблеми. Ама за оваа механичка роботика, нели, за рака, нога, движење, тоа, у принцип, тоа е физикална терапија го прави тука, обично да го прават. Значи, роботика возможува да се прават веројатно поголем број на движења, со помало оптеретување на зглобовите, и на тој начин доведувајќи до импулси во мозокот, што ова секој движење на нозе, на раце, го прави импулси во мозокот. На тој начин возможувајќи да направи некоја регенерација можда од околното ткиво, кој ќе приме импулси, тоа ткиво може да направи регенерација. И преска зборевме за тоа. Предпоставам дека ради тоа, ја не сум многу некој специјалиста за механички роботики за овде све, меѓутоа тој на физикална терапија, они работат со тоа. Утре во следното издание на Телма Амбуланта ќе говориме токму за тоа за роботската рехабилитација. Еве при крајот на денешното издание, што можете да посочите како превенција од удари и повреди? Важно ли кога се возиме во автомобил да не биде ставен ременот? Па неурхизите беа вклучени од почетокот во овие, да речеме, пропаганди, нели, да се носи појас секако, да се носи позади наглавник за главата, нели, да се спаси вратната кичма. Неурхизите се од шлемови што се за мотоцикли. Има постојано на тротинети се возат. И тротинетите се треносателни шлемови. Значи мора се носи шлем, велосипед, мотор. Сите тие може да го заштитат черепот, односно мозокот, да ја повреди. Нема да ја намалат повредата, може да ја намалат, да речеме, повредата. Значи, големината на повредата и јачината на повредата, тој примарен импакт. Збориме се за пример. Меѓутоа, кој ќе се направи импакт, секојдневното оштетување не е тоа веќе, тоа е докторски наш проблем. Тоа сакам да кажам, кај повредите на мозокот. Повредите мора да бидат третирани адекватно од почетокот. Значи, адекватна исхрана на организмот, адекватна снабдување со кислород, адекватна перфузија на мозочното ткиво, тие треба да се многу битни да го сочуваме мозочното ткиво. Што е со спортистите кои што по потрес на мозок или по повреда на глава треба повторно да се вратат на теренот? Што советувате кај нив? Има специјални таблици за тоа во американските спортови. Таму се попењаат специјални таблици и се скорира тоа. И многу е просто таму, на тој скоро се знае што може да се направи како. Во принцип, оние сите што имаат потрес на мозок, збориме за потрес, тие може да и на самиот терен да се вратат на својата претходна, да речеме, да повторно продолжат да играат, ако ги немаат овие симптоми, и ако го немаат симптоми, да под тој скор што ги имаат во Америка имаат тој скор. Значи, мора да се попуни скорот, многу брзо се попуни тоа, за, не знам, неколку минути, и ќе видат дали може да пациентот се врати или не. Ако пациентот може да застане на нога, може да се навене, вратот да го движи, ако нема никакви трнења по раце, по нозе, ако нема загуба на свест, не повраќа. Тој скори да може да влезе да игра евентуално одма после тоа. Така, но доколку има некоја посериозна... Ако други работи има што се појави од преска, ги кажавме, може вртоглавица да може не може да игра од вртоглавица. Во тој случај треба да се смират сосема симптомите дури по тоа да се вратат на тренингот. Апсолутно не, тоа е сигурно, тоа нема дилема. И за како да се заштитат од идните не тоа зборуваме, и кај потреси, ако тој период од 5-6 дена, 7 дена не го одлежал како што треба, пациентот не лежал у темна просторија, не се откажал телефонски разговори, компјутери, не знам, гледал телевизија, чуда тоа, муабети, викања, зборувања, он апсолутно има шанса да направи постконвулсионален синдром. Најчесто пациентите што не биле, просто кажано, мирни во тие 5 до 7 дена, најчесто они го прави тој постконвулсионален синдром. Значи, сериозно треба да се свати доколку некој има... Ради тоа да не направат покасно проблеми. Не ради да направат они крварења. Значи, крварења не резерваме преска. Ама сега више понатаму, барем уште 5 дена, 6, ако има потрес на мозокот. Мора да се направи тоа, значи. Така. Мора да се одлежи тоа.
А како додлежат деца кои што имаат потрес на мозок? Важно и тие Па да ги добри, тие исто така спочитуваат им истите посоветуваме, да, барем 2-3 дена секако. Бидејќи дете Дори тешко да го градинка не одат 5 задржите. дена, предпоставам, прилика нека така им вика да не одат градинка. 4-5 дена. Така, мирувањето да се Само мозокот да се одмори, да се смири. Мозокот кога се смири, он сам ќе и да има некои мали промени, он сам ќе се не регенерира, него сам ќе се поправи во своите функции. Така. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Теом Амбулант. Имавме навистина корисна и интересна тема и за гледачите. Верувам дека сите од нас сме дошле во ситуација кога сме имале некаков удар во главата и сме се прашале што понатаму. Најдобро е да се посети лекар. Не. Не секогаш, значи. Најдобро се превенира, дефинитивно, да бидеме реални. Значи, да речеме, да не се лизне човек па да падне на глава, или дома да постари, не кажам ништо за постарите, нешто. Еве, ајде имаме простори за тоа, како да се спречат падови. Често имаат падови. остеопорози, прават паѓаат, има нестабилност, тешко се движат и при тоа се го паѓа, може дури до глава. Кај постарите е многу битно што тие може да направат каравање дури после неколку месеци од повредата. За разлика од помладите овие пациенти и децата. Зошто? Зашто нивната обвивка е многу срасната, тврдо срасната и касно почна да се одљупува, полека се одљупува. И второ, затоа што нивниот мозок исто така е атрофичен. Атрофичен кој што има многу поголем простор под тврдата обвика. Тоа се каже субдурална. Особено простор, и како што мозокот е атрофичен, почна да спаѓа. Празен простор, тука се акумулира мала течност, крв се акумулира, повлекува течност и таа почна да расте, ама расте многу полека. И така тие се викаат хронични субдурални хематоми, зашто траат да се јавуваат после неколку месеци. Какво следење препорачувате кај постарите лица кои што паднали и ја удриле главата? Па добро, они во секој случај треба да направат снимање, речеме, компјутерна томографија, после првиот пат кој ќе го донесат кај нас. Па после тоа да се направат, да речеме, за едно 3 недели или 4 недели, и така да се направи 2-3 месеци. Се види тоа, он самиот ќе почне да се променува. Сам ќе почне да на глоболки, на пореметено памтење или мислење, не знам, ќе биде агитиран или ќе биде многу поспан и тоа све заедно. Пак треба да се направи во тој случај компјутер и често се наоѓа дури после 3-4 месеци. После 6 месеци може да се најдат. И во таков случај хирургијата повторно единствениот избор? Да, во такви случаи најчесто прави хирургијата. Се прави хируршка мала операција. Отварање, чистење на тоа поле таму, тој хематом се изчисти, стара се црена дренажа и така. Доколку хематомот е на недостапно место во мозокот, што во тој случај? Не постои недостапно место. А не постои? На површината не. Да е длабоко не разборено на пријеските битни центри кај што се тоа се, окей, тамо да, ама се што е над обвивката не е тоа некој недостапно. Така. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Ете, баш ми беше мило. Се надевам дека ќе се видиме повторно. Направивме ваков разговор и за пациентите што се јавија. Беше многу интересно. Драго ми е, а драго ми е што гледачите не следеа и денеска со внимание. Почитувани, ви посакувам пријатен ден.